Добро вечер и благослов Божи до сите слушатели кои што се разбира ќе слушаат емисијата насловена како Глас на вистината. Мене уште една вечер ми е драго што можеме да бидеме заедно, се разбира, по милост Божја, собрани, да можеме заедно, се разбира, преку Божјото Слово, преку инспирацијата на Духот Свети, да го разгледуваме Неговото Слово. Слово на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Ви посакувам убава и благословена вечер и се надевам дека ќе имаме едно убаво и благословено време кој што ни е дадено од самиот Господ Бог. Иако зборуваме дека навистина живееме во многу тешки времиња, но сепак не смееме да заборавиме дека живееме во време на милост, всушност кога вратата на милоста е отворена за сите луѓе. Не само за израелците, туку и за сите луѓе. Библијата вели дека вратата на милоста е отворена за сите јазичници. Така да додека е вратата на милоста отворена, тука е нашата шанса. Затоа оваа шанса, кој ни е дадена преку Исуса Христа, преку Синот Божи, како посредник кој посредува меѓу нас и Бог, ајде да ја искористиме, затоа што таа е единствената шанса. Ние немаме многу шанси дадени, па за да можеме да бираме. Туку Библијата вели дека Исус е единствената шанса и единствената опција која што Бог ни ја понуди по Неговата милост и по Неговата голема љубов. Во Евангелието на Јован, 3 глава, 16 стих вели: зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, да секој што верува во него не да погине, но да има живот вечен. Исус вели: секој кој верува во мене ќе има живот вечен. Тој самиот вели дека е пат, вистина, живот и воскресение. И затоа реков, тука ја гледаме нашата шанса. Ајде да ја зграбчиме, да ја искористиме, затоа што ни е дадено време, време на милост. Во Евангелието на Јован, 1 глава, 70 стих, Библијата вели дека законот и пророците беа дадени до Мојсе, но милоста и благодата Божја произлегуваат од Господа Исуса Христа. И затоа реков дека вратата на милост е отворена, ајде да влезиме во Божјиот одмор, во Божјото присуство и да станеме деца Божи и наследници на Царството Божјо, се разбира преку Исуса Христа, нашиот Господ и Спасител. Така да, оваа вечер сакам да зборувам за една тема која што веќе неколку емисија зачнавме и верувам дека може да донесе голем благослов за сите нас. Така да, навистина, ќе се молиме и ќе бараме водство Божјо, ќе бараме инспирација преку Светиот Дух. И длабоко верувам дека Господ и ова вечер ќе ни зборува на сите нас се преку Словото на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Видовме дека ние сите заедно, вклучувајќи ме и мене, дека сите ние имаме различни проблеми и дека многу од нив може да бидат сериозни или фатални во нашиот живот. Кога зборувам сериозни, мислам дека сите проблеми со кои ние се соочуваме се сериозни проблеми, но некои проблеми може да бидат многу фатални и да придонесат голема загуба во нашиот живот. Видовме и набројавме неколку проблеми. И се разбира, кога се соочуваме со проблеми, па дури Библијата ни дава неколку примери кога Божите луѓе се соочуваа со проблеми, бараа решение. Но сепак, тие беа Божи луѓе, повикани од самиот Господ Бог, луѓе кои имаа можност да зборуваат со Господа очи во очи. Во Библијата ние читаме дека Бог е оној кој слуша потреби. Ако само земиме еден пример, како евреите во Египет беа 430 години, и Библијата ни открива дека Бог ја слушна нивната мака.
Потоа читаме во првата Самуилова, гледаме како една жена која што се соочуваше со голема мака, жена која што беше многу длабоко ранета во незината душа и незиното срце, а тоа беше жената Ана, која дојде и одлучи да застани пред Господа и да ги едноставно да го изнеси својот проблем и својата грижа пред Господа. Потоа гледаме во 23-тиот псалам како псалмистот Давид ги изнесува своите потреби. Ако го видиме исто така третиот псалам и голем дел на псалмите кои се напишани, ќе видиме дека псалмистите имале сигурностна вера во Господа, покрај тоа што тие се соочувале со многу проблеми и грижи. Затоа во 23-тиот псалам псалмистот Давид зборува дека Господ е добриот пастир и дека тој е пастир наш, кој што се грижи за сите нас. Господ е мој пастир, псалмистот Давид вели, и тој со сигурност зборува дека ништо нема да не ми достасува. Иако рековме дека псалмистот Давид се соочувал со многу проблеми, но длабоко верувал и имал сигурностна вера. Сигурно верувал дека решението за сите негови проблеми е во самиот Господ Бог. Кога ќе го прочитаме третиот псалам, ќе видиме како псалмистот Давид зборува. И тој вели: Господи, колку многу се намножија противници против мене. Мнозина се кренаат против мене. Мнозина велаат за душата моја, нема помош за него во Бога. Но ти, Господи, си штит мој, слава моја и ти ја подигаш главата моја. Со гласот свој викам кон Господа и тој ме слуша од својата света гора. Легнувам, спијам и станувам, зашто Господе, ти ме чуваш. Потоа вели: не се плашам од многу илјади луѓе од сите страни што навалија на мене. Стани, Господи, спаси ме, Боже мој, зашто ти ги удираш по лице сите мои непријатели и им ги здробуваш забите на грешниците. Зашто од Господа е спасението и Твојот благослов нека биде врз Твојот народ. Амин. Спасението кој Бог го нуди преку Исуса Христа и благословот доаѓа од небото, од нашиот Господ. Всушност, благословот и спасението на нашите проблеми, решението на нашите проблеми доаѓа од самиот Господ. Псалмистот бил сигурен и вели: легнувам, спијам и станувам, зашто знам и сигурен сум дека Господе, ти си тој кој ме чуваш, ти си тој кој ме пазиш и ти си тој кој ќе го водиш мојот живот. Псалмистот Давид одлучил својот живот да го предаде во негови раци. Затоа ова вечер ве повикувам, ајде заедно да ги подадеме нашите животи, нашите проблеми, нашите грижи за Господ и тој ќе се грижи за нас. Во Новиот Завет Исус Христос вели: пред се барајте го Царството Божјо и неговата правда, а потоа се ќе ви биде придодадено по милост Божја. Исус во Евангелието на Матеј, всушност евангелистот Матеј во 11 глава, ако отвориме во Евангелието на Матеј, како што реков 11 глава, еве што ни е запишено од 28 стих, значи ќе отвориме во Евангелието на Матеј, 11 глава, и ќе читаме од 28 стих па се до 30 стих. Всушност, ова се зборови на Господ Исус Христос, кој ги запишал евангелистот Матеј. И тие се наоѓаат во Евангелието на Матеј 11 глава од 28 до 30. Еве што ни вели пасусот. Дојдете кај мене сите изморени и обременити, и јас ќе го успокојам. Земете го мојот јадем на себе и поучете се од мене, бидејќи сум кроток и смирен по срце, и ќе најдете мир за душите ваши, зашто јадемот мој е благ и бремето моје е лесно. Повторно гледаме на една всушност отворена врата, која Господ ни ја нуди преку Синот Божи Исус Христос. Дојдете при мене, сите вие кои што се натоварени со проблеми и со грижи. Бог е тој
едноставно го има решение. Го има решението во свој раце. Ако ги читаме сите 4 евангелија, Матеј, Марко, Лука и Јован, ќе го согледаме поточно животот на Господ Исус Христос, работата и мисијата на Господ Исус Христос. Но исто така ќе видиме како Господ Исус и целуваше многу луѓе. Господ Исус го следаа многу луѓе, но исто така тој правеше многу чуда. Една од тие чуда беше го воскреснал Лазар, кој беше мртов 4 дена. Всушност, реши еден проблем, нешто што не може човекот да направи, точно Господ Исус го направи. И затоа псалмистот Давид вели: Господ е пастир мој и ништо нема да не ми достасува. Бог по својата милост е тој кој секоја празнина во нашиот живот, во нашето срце, во нашата душа, ќе ја надополнува преку Светиот Дух, преку таа капка милост која што секојдневно тече врз нашиот живот. И затоа псалмистот Давид вели: ништо нема да не ми достасува. Знае дека Бог е тој кој ќе прибави, кој ќе се погрижи за сите негови проблеми. Затоа што Давид верува дека тој е Јахве Ире, оне кој ќе промисли, оне кој ќе предвиди, оне кој ќе се погрижи за сите тие нешта. Зошто? Затоа што тој е добриот пастир. А добриот пастир, се разбира, се грижи за своето стадо, се грижи за трлото. И понатаму псалмистот вели: тој ме одмора на зелени патишта и ме води во тихи води. Ја закрепнува душата моја, ме води по патот на правдата заради името свое. Кога би тргнал и по долината на смртната сенка, нема да се исплашам од злото, зашто Господе, ти си со мене, твојот джезел, твојата палка ме успокојуваат. Псалмистот Давид, всушност народот Божи Израел, кој бил излезен од Египет и потоа требало да стигне до ветената земја, хананската земја во која течеше мед и млеко. Цели 40 години те се соочуваа со различни проблеми. И не само тоа, влегувањето во хананската земја, освојувањето на хананската земја не било едноставна работа. Таму Библијата ни открива дека живееле 7 народи, побројни од Израелот и многу посилни и поголеми. Но тие знаеле дека Бог е со нив и дека тој се бори за нив. И затоа имале сигурност и одлучиле да тргнат по освојување на хананската земја и да се сетат на Божјето ветување кое му беше дадено на Аврам, Исак и Јаков. И читаме во Словото Господово дека евреите под водство на Исус Навин ја освоиле хананската земја. И потоа читаме дека Исус Навин им ја поделил хананската земја. Но сепак, покрај тоа што во хананската земја имало многу моќни луѓе, многу силни и многу побројни, но имало една важна работа, дека Бог бил со нив. Каде бил Бог, таму евреите извојувале победа, затоа што всушност тој се грижал за нив. И затоа псалмистот Давид вели: дури да слезам од долината на смртната сенка, нема да се исплашам од злото, затоа што Господе, ти си со мене. И твојот жезел и твојата палка, се разбира, ме успокојуваат. Потоа вели: си приготвил пред мене трпеза пред очите на непријателите мои. Си ја помазал главата моја со миризливо масло и чашата моја се прелеба. Само добрината и милоста ќе ме предржуваат преку сите денови на мојот живот и јас ќе престојувам во домот Господов, се разбира. Затоа ова вечер едноставно мојата препорака, всушност Божјата порака е да го бараме водството Божјо. Да го бараме Створителот на небото и земјата. Во Евангелието на Марко вели: оно што е невозможно за луѓето, возможно е за Бога.
Затоа, ајде ова вечер да ги подајме сите наши проблеми и грижи, со се што се соочуваме, се што не обкружува, не загрижува, го притиска нашиот живот. Ајде ова вечер да ги подадеме сите тие нешта во Божи раце. И Бог ќе биде со нас, Тој ќе не благослови и Тој ќе го реши сиот проблем во кој што ние се соочуваме. И тоа ќе донесе благослов во нашиот живот. Така да, имајте оваа вечер пријатна и убава и благословена вечер. Добра ноќ на сите, се разбира, до наредната емисија насловена како Глас на вистината. Пријатно. Добро вечер и благослов Божи до сите слушатели кои што се разбира ќе слушаат емисијата насловена како Глас на вистината.